Денеска заедно со колегите од Струмица имавме работна средба со представници на Сдруженијата на земјоделците по однос на прашањата каде што Министерството за внатрешни работи треба и има соработка и комуникација со оваа категорија на граѓани, односно со клучна тема која денес беше централна на разговорите кои ги имавме, легализација на тракторите и тракторските приколки, мерка која владата на Република Македонија ја донесе во функција на, условно речено, легализирање на тракторите кои долго време се управуваа, без при тоа да постои гаранција за нивната техничка исправност. И навистина, само за подрачјето на Струмица, бројките пред донесување на мерката беа, слободно можам да кажам, катастрофални, односно имаше регистрирани помалку од 30 трактори. Замислете во еден земјоделски крај каде што тракторот без малку е основно средство за работа, на подрачјето на Струмица имаше помалку од 30 регистрирани трактори, а сега веќе бројката се наближува до 1000. Меѓутоа, на територија на Република Македонија бројката на легализирани трактори е околу 8000, нешто помалку од 8000. Меѓутоа, постапката која претходи на финалната легализација, односно на судска постапка, каде што се решаваат претходните прашања, е во текст за близу 20.000 предмети, што значи дека до финалниот истек на рокот, кој е некаде во средина на следната година, очекуваме овие 20.000 предмети кои се влезени во претходна постапка да дојдат во финалната постапка и овие возила да бидат легализирани, што само по себе значи дека многу ќе се придонесе за зголемување на безбедноста во сообраќајот, бидејќи навистина состојбите во сообраќајот не само на подрачје на СВР Струмица, туку на подрачје на цела Република Македонија се загрижувачки и ние мора континуирано да превземаме мерки заради нивно подобрување. Само во минатата година имаме 20 случаи каде што токму трактори учествувале во сообраќајни несреќи каде што има загинати лица, и ова е навистина бројка која е алармантна и која бара внимание не само од институциите, туку и од сите граѓани, затоа што нашата цел кога зборуваме за легализација на тракторите и тракторските приколки не е само да укажеме на непочитување на стандардите, туку е да укажеме на загрозената безбедност во сообраќајот, која пред се однесува на лицето кое го управува таквото возило кое не е регистрирано, но исто така и на сите други учесници во сообраќајот со самиот факт што тоа возило влегува во сообраќај и е рамноправен учесник како и сите други. Дали има прашања? Евентуално, рековте 20.000 предмети во постапка, 8.000 трактори на ниво на Република Македонија регистрирани. Имаме ли бројка, некоја неофицијална, колкава е бројот на механизацијата? Знаете, пред да ја донесеме мерката се шпекулираше, јас би рекла, бидејќи официјална евиденција не постои со многу поголеми бројки, меѓутоа ние оставивме еден разумно долг период каде што сите заинтересирани можеа да ја започнат постапката за легализација на ваквите возила. Секако дека оваа бројка не мора да значи дека таа е финалната бројка, меѓутоа може да значи дека таа е бројката на најчесто користени возила, односно дека лицата кои многу ретко или речиси никогаш не ги користеле возилата кои не се регистрирани, направиле собствена проценка и одлучиле да не ги регистрираат бидејќи не сметале дека им е неопходно, но факт е дека еве една поголема бројка на луѓе ја искористија оваа можност и ја започнаа постапката, и јас верувам дека и овие 20.000 предмети кои се во постапка пред судовите ќе бидат целосно комплетирани, што значи дека на крајот ќе имаме уште дополнителни 20.000 регистрирани возила. Дали има казнени мерки за тие што не може да легализираат тракторите? Казнени мерки има за секој учесник во сообраќајот кој не ги почитува воспоставените правила и прописи. Значи не постои специјална казна која се однесува на нелегализираните трактори, меѓутоа
постои казна која се однесува на возила кои се вклучени во сообраќај без техничка исправност. И токму заради тоа ние апелираме пред се на техничката исправност на возилата, бидејќи тоа е најголемата гаранција дека таквото возило нема да биде причина за сообраќајна несреќа во која понекогаш може да има и смртни последици. Значи, еден од условите за безбеден сообраќај е техничката исправност на возилата. Па земјоделците практично беа и иницијатори на оваа идеја, односно владата одлучи да донесе една ваква мерка токму на барање на земјоделците и токму на потенцирање на ваквата потреба на земјоделците од струмичкиот регион, што значи дека голем дел од нив веќе ја искористија можноста, секако дека има и други проблеми за кои ние континуирано разговараме и се обидуваме низ диалог да ги надминеме, но оваа мерка за која рокот за поднесување на предмети пред судовите во претходната постапка веќе истече, а рокот за финална легализација завршува во средина на идната година, несомнено ги дава своите резултати и како придонес за побезбеден сообраќај, но и за поголема сигурност и самодоверба на оние кои ги управуваат ваквите возила, односно земјоделците.